Сомнежи за политичко влијание, мито и корупција има семејството на смртно прегазената Теодора Ристовска за пресудата која донесе судијата од Тетовскиот суд Елведин Ферати. Тие со писмо до јавноста велат дека очекуваат соодветна реакција од судскиот совет за одлуката која ја донесе Ферати, само 2 години затворска казна за шоферот Менсур Пајазити, кој на пешачки премин ја прегази 22 годишната Теодора. Децидни се дека до крај ќе ја бараат правдата за нивната сестра и ќерка. Почитувани, сакаме искрено да изразиме нашата благодарност до целата јавност, како и до медиумите кои ги следат настаните, а особено до премиерот Христијан Мицкоски. Неговата навремена реакција и подршка за случајот на нашата сестра и ќерка Теодора се од огромно значење за нас. Искрено се надеваме дека судскиот совет ќе постапи адекватно во врска со скандалозната и срамна пресуда на судијата од Тетово Елведин Ферати. Семејството реагира и зошто од иницијативата кој е следен не се заинтересирале за нивниот случај, иако, како што велат, се представуваат како борци против корумпираниот систем. Ги немаше ниту на последното рочиште кога беше изречена пресудата од само 2 години затвор за убиецот на Теодора. Сметаме дека многу од овие иницијативи имаат скриени агенди, каде жртвите се само средство за постигнување на туги цели. 3-члена комисија во судскиот совет ја преиспитала контроверзната одлука на Ферати и во текот на денот според најавите од првиот човек на судски ќе биде објавен извештајот. Завршена е работата на работната група. Доставена информација до председателот, меѓутоа се уште немав можност да ја прочитам таа информација, и веднаш ќе биде објавена за цела јавност. Денеска ќе има информација? Да. И предметот ќе биде вратен назад во судот. Удруженијето на судии во Тетовскиот суд пак реагираа дека судијата Ферати во повторената постапка за случајот Теодора го осудил Пајазити на максимална казна затвор. Колегите на Ферати наведуваат дека согласно претходните одлуки на гостиварска апелација на Врховниот суд, новата пресуда не смеела да се измени на штета на обвинетиот. Во ситуација кога по барање на обвинетиот, Врховниот суд ги укинал пресудите и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување. И поради оваа забрана, новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот ниту во однос на правната квалификација на делото, ниту во однос на кривичната По сообраќајната несреќа во август 2022 година, возачот која прегази Теодора првично беше осуден на 3 години и 6 месеци затвор. Сепак апелациониот суд ја намали казната на 2 години, додека Врховниот суд ги укина пресудите и го врати случајот на повторно судење. Судот во Тетово повторно го осуди возачот на 2 години затвор.